Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова прво издание по двонеделната празнична пауза ќе гледате. Зошто владее урбанистички хаос во земјава? Дали во правилник за операција на, слепо црево, пишува прво препознай го слепото црево, изми ги рацете, земи го скалпелот. Нашите колеги очекуваат дека правилниците треба да им пропишат се, иначе не важи ништо од нивното знаење. ВМРО ДПМН е нападната, како никогаш досега. Не се случило вако класично политичко гонење на политичките противници. Се жалеше Груевски по обвиненијата од СЈО. 2,5 години подоцна, ниеден од нападнатите не е во затвор. По изјавата на заменик министерот Макрадули дека оваа зима скопјани дишат помалку загаден воздух, ги анализиравме податоците за последните 8 години и ги вкрстивме со архивата за временските услови. На Нила ни Стојано ни Камчи Нила. Фантомите не се нов феномен. Нов е обидот на државата да ги види. Ќе може да ги остварат граѓанските права во нашата држава, откако овој закон кој што го споменав сега ќе помине во собранието. Останете со нас, со најавените стории ќе се вратиме за кратко. Гледате 360 степени. Верували или не, изминува и 5-та година откако тогашниот лидер на опозицијата Зоран Заев го обелодени случајот на масовно нелегално прислушување на околу 20.000 граѓани. Дополнително разговорите беа индиција за бројни злоупотреби на моќта и државните пари од тогашните властодржци. Половина декада подоцна, ниеден член на тогашната елита на власт не е во затвор, а голем број предмети во кои тие се обвинети со брзина на полжав се движат низ судско-обвинителските лавиринти. Дел само што ќе се приближат до пресуда, се враќаат на почеток. Најдобрата и најсвежа илустрација е од денеска со случајот ТНТ. Кои се причините и чија е одговорноста? Од Александар Димитриевски. Две и пол години не се долг временски период. Но на динамичната домашна јавна сцена, јуни 2017 година изгледа како далечна историја. 17 обвиненија за 18 предмети ќе бидат поднесени против 94 луѓе и 7 правни лица. Ние сепак до денес успеавме да ги поднесеме сите обвиненија за кои сметавме дека се обезбедени цврсти докази. Веднаш по пресконференцијата, специјалното јавно обвинителство ги достави обвинителните акти во кривичниот суд, со што започнува судската постапка. ВМРО ДПМН е нападната, како никогаш досега, во историјата на Република Македонија, па и на цела Европа. Не се случило вако класично политичко гонење на политичките противници. Токму поради тие причини, овдека пред кривичниот суд, верувам дека гледачите може да забележат, има се поголема и поголема група на луѓе кои што протестираат против одлуките на специјалното јавно обвинителство, за кое што велат дека се партизирани, дека СЈО работи под партиски диктат. Чие сонце на правдата изгрева во зората на 2020 година. Титаник е името на своевремено најголемиот брод на светот, чие прво патување заврши со несреќа околу 1500 човечки жртви. Иако символиката може само да се нагаѓа, Титаник е името и на своевремено првата и најголема истрага на СЈО. За првата истрага, позната како Титаник, СЈО бара притвор за лидерот на ВМРО ДПМН и неговите најблиски соработници. Никола Груевски, Мартин Протоѓар, Кирил Божиновски, Милејана Киевски и Гордана Јанкуловска. Од моментот на поднесување на обвинението на судот ќе му бидат потребни цели 7 месеци за да одлучи што понатаму со предметот. Судот го прифати обвинителниот акт на специјалното јавно обвинителство за предметот Титаник. Од тој момент до денеска закажани се 68 рочишта за предметот Титаник, но на секој 10 што требало се одржувале само по 6, додека 4 биле одложувани. За време на процесот, првоосомничениот Никола Груевски побегна од земјата по правосилната пресуда во друг случај – Тенк. Додека му се суди во отсуство, неговиот лик се врати во Скопје од Будимпешта, на корица на книга која издаде во бегство.
Во предметот Тенк, правосилно осудена беше и обвинетата во Титаник Гордана Јанкуловска. За празниците таа сепак уживаше со семејството, бидејќи доби одложување на издржувањето казна затвор. По бегството на Груевски, постоеше можност СЈО да побара притвори и за други обвинети во Титаник, како пратеникот Илија Димовски. Може ли кажете, вие стравувате ли од мерка? Благодарам. А за Талију? Благодарам. Ќе коментираме кој ќе види. Молам? Денес тој зборува послободно, особено од собраниската говорница. Оваа влада која што вие ќе ја предводите е истата влада на Зоран Заев, со рекордно најголем буџет, со рекордно најмал број на резултат и со рекордно најголем број на афери и скандали. Бегството на Груевски не го однесе Димовски во притвор, но тоа беше кобно за екс-министерот Милејана Киески и екс-генералниот секретар на владата Кирил Божиновски. По месец и половина, Божиновски беше пуштен во домашен притвор, но за Јана Киески тоа значеше почеток на серија влегувања и излегувања од затворот во Шуто Оризари. Сумирано сепак, ниту еден обвинет во Титаник во моментов не е во затворски притвор, ниту пак издржува казна затвор за случај на СЈО. Сите овие податоци за пловидбата на Титаник низ судските води не се обележи само за овој предмет. Напротив, случајот е парадигма за поголем дел од предметите на СЈО. Секој бран, односно секое рочиште педантно го брои и мери коалицијата Сите за правишно судење. Тоа што го гледаат и слушаат во судница, редовно го објавуваат и на интернет страницата Судско досие. Според нивната база на податоци, специјалното јавно обвинителство досега покрена 20 предмети по сопствена иницијатива до крајниот рок 30 јуни 2017 година, а застапува и уште 4 предмети преземени во фаза на судење од редовното обвинителство. Со двете обвиненија по крајниот рок, Талир и Талир 2, СЈО застапува или застапуваше вкупно 26 предмети пред судовите. Ако се иземат издвоените постапки, од тие 26 предмети, 19 се уште се во фаза на судење. За 3 предмети има првостепена пресуда, но се чека на пресуда од апелацискиот суд. Правосилна пресуда има само за 4 случаи: Тенк, Тифани, Труст и Тврдина 2. Зошто е таков резултатот? Натали Петровска од коалицијата Сите за правишно судење има своји аргументирани претпоставки, основани врз пресметките од рочиштата кои ги следат. Болната вистина е дека дури 13 од вкупно 26 предмети барем еднаш се вратиле од почеток, и тоа најчесто затоа што изминале 90 или по стариот закон за кривична постапка 60 дена, меѓу две одржани судски рочишта. Менаџирањето од страна на судот на постапките е она што е клучно во насока на превенирање на можноста да се одлагаат овие расправи. Значи, ако антиципираме дека можеби еден породник ќе оди во пензија или дека судењето ќе трае предолго, па има можност некој од породниците да отсуствува, имаше добра пракса во неколку предмети. Сега е таа пракса примената во рекет предметот, во тарифа предметот, беше и во Титаник. Имаат судиите кои што судат обезбедено дополнителни поротници, токму да се избегне оваква ситуација. Ако еден отсуствува, да може друг да дојде на негово место, за да се избегне моментот на повторување на постапката, односно започнување на постапката одново. Сепак статистиката на коалицијата Сите за правишно судење покажува дека околу половина од одложените рочишта се должат на одбраната. Најчесто затоа што не дошол обвинет, адвокат или пак тие имале барања до судот. Петровска не се согласува со тврда формулација дека судот им дозволувал премногу на обвинетите и адвокатите. Со избрани зборови сепак се согласува со дел од заклучокот. Не можам ни да го изоставам моментот дека во овие предмети кои што се високо профилирани и помедиумски експонирани, судиите пробуваат да го прикажат тој момент на еднаквост на странките во постапката, многу повеќе да го потенцираат и да некогаш, за да не ја загрозат постапката во некоја насока, да овозможат некои действија, да ги преджвакаат некои постапки на бранителите во самите постапки. Кога се во прашање одложувањата на постапките поради одбраната, за Петровска е видливо дека обвинетите во случаите на СЈО почесто се разболуваат споредено со оние во други предмети. Моментот на одлагање на расправите кога е одбраната во прашање, најчесто се покрива со
Отсуства поврзани со здравствена состојба, обезбедување на медицинска документација, што во друга насока може би отвора и други прашања, колку е тоа со одветниот и легитимен начин, дали тоа треба да е понатамо некој предмет на проверка, бидејќи се почесто се случува. Одбраната имам впечаток дека на моменти кога ќе најде на можност при крајот на известноста на одлагање на расправите или застарувањето на самите предмети, дека ја искористува во максимален капацитет таа можност за одлагање. Користејќи ги податоците на коалицијата и самите направивме дополнителни пресметки. Например, кои судења се процентуално најодложувани. Од предметите со барем 10 закажани рочишта, на топ 5 листата се Талир за финансирањето на ВМРО ДПМН, одложени се 100 од 112 рочишта. Тотал за затајување данок против новинарот Драган Павловиќ Латас, 75 од 100 одложени. Тендери за екс-министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, 50 од 100 одложени од вкупно 26 рочишта. Тврдина 2 против началникот Горан Грујовски и 6 негови колеги од УБК, 47 од 100 одложувања. За петото место конкурираат неколку предмети со околу 40 од 100 одложени рочишта. Титаник 3 против Исмет Гури и пратеникот на Дуи Еупалими, насилство во општина Центар, ТНТ за рушењето на Космос и Титаник за незаконско влијание врз изборите и правото на глас. За бројките, од судот прво реагираа дека тие биле повидување на наблюдувачите, а не по судски записник. Затоа, председателот на Скопска единица Иван Џолев не ја прифаќа статистиката дека околу 1/3 од вкупно одложените рочишта се по вина на судот. Не може да ги вклучите одложените рочишта кога причина за одлагање било тоа што списите од одреден предмет биле во апелациониот, врховниот или судскиот совет. Потоа некој од обвинетите во првостепена постапка истовремено имал јавна седница во повисок суд или бил повикан на распит во обвинителството. Доколку се елиминираат овие расправи, тогаш процентот на одложени расправи заради непотполнет судечки совет или немање технички услови за судење, што се единствени причини по вина на судот, процентот на одложени расправи би бил многу помал. Колку помал? Од Скопска единица не добивме и прецизен податок. Но и без тоа, првиот човек на кривичниот суд вината за одложувањата на постапките ја лоцира на друго место. Како кривичен суд, надлежни сме и не интересираат само првостепените пресуди. Секако мора да се имаат предвид сите обструкции врз предметите за кои интензивно се известува изминатиот период, обемниот доказен материјал на обвинителите, префрлање на предметите од едно во друго обвинителство и други причини, кои не се по вина на судот, а кои доведоа до долговлекување на постапките. Џолев додава и дека судот ги искористил сите правни мерки да ги санкционира адвокатите кои го користеа ангажманот на повеќе предмети за одложување на рочиштата. Вината пак, што голем дел од рочиштата се повторија пред првостепената пресуда, тој ја гледа во случајот Рекет. И самите сте сведоци дека по приведувањето на Катица Јанева потребни беа неколку месеци за политички договор, каде и кој ќе продолжи со застапување на предметите. За тоа време судот насрочуваше расправи кои беа одлагани заради немање овластен обвинител и заради проток на 90 дена. Дел од предметите почна од почеток. Кантарот и мечот на јустиција сепак не мируваа секогаш само поради надмудрувањата на странките и судот. Низ архивите најдовме барем 10 случаи каде рочиштата се одложиле, затоа што обвинети лица не биле спроведени на судење од притвор. Директорот на надлежната управа за извршување на санкциите признава дека на стартот може би имало такви проблеми. Меѓутоа во овие 2 години некој месец тој проблем во однос на обезбедување на возила е комплетно надминат. Со тоа што поголем дел од возилата се купени како нови и опремени специјализирани за спровод на осудени или на притворени лица. Стојановиќ вели дека сега имаат многу поголем број на случаи кога самите судии ги откажуваат спроводите, дури и додека комбето е на пат кон судот. Кога станува збор за одложување или пак за неисполнување на судска наредба, тоа она што јавноста не го слуша или не го гледа, дека често пати самите суди се јавуваат и одложуваат рочиштата поради неможност да се одржи тоа рочиште комплетно како што е кој има повеќе учесници во тоа сослушување или во тој настан. Оно што сега ние го направивме, значи затоа што Републичкиот судски совет се жалеше дека нема доволен број на спроводи, задолживме лица директно кои што се посочени за комуникација со судиите кои што ги организираат спроводите и сега значи реализираме спроводи по телефонско јавување.
И додека сите институции велат дека совесно си ја вршат својата работа, фактите велат дека по 2,5 години судење на над 100 обвинети лица од страна на СЈО, меѓу кои поранешен премиер и министри, зад решетки се само 2 лица. Едниот е бизнисменот Сеат Кочан кој доби 4 години и 8 месеци затвор за труст, случај во кој беше осуден за незаконско добивање тендер во 2011 година за ископ на јаглен и јаловина за рек Битола. Вториот жител на Идризово од предметите на СЈО е Ѓоко Поповски. Помошникот на министерот за внатрешни работи беше осуден на 4 години и 6 месеци затвор за тенк, случај за набавката на блиндираниот Мерцедес. 360 степени побара и доби согласност од Поповски за интервју во затворот Идризово, како единствен функционер што досега заврши зад решетки. Но барем во моментов не добивме зелено светло од управата за извршување на санкции. Така, засега во јавноста останува неговата изјава која даде пред судиите на апелацискиот суд при јавната седница за случајот Тенк. Ако не можете по магарето, удрете по самарот. Првата реплика за неговиот став Поповски ја доби веднаш по тоа рочиште. По однос на поговорката што ја спомна обвинетиот Ѓоко, меѓутоа во овој случај и по коњот и по самарот е ударено, така да не мислам дека не држи во овој случај ова што го спомна, затоа што се опфатени сите кои што се дел од целокупниот процес на набавката на возилото. Нема овде некој што не е опфатен. Обвинителот Бубевски во тој момент секако беше во право дека во тој случај се опфатени сите инволвирани лица, но речиси година и половина подоцна, уште повеќе во право е Ѓоко Поповски, и тоа не само за случајот Тенк. Поговорката лесно може да се прилепи на големиот Титаник и на сите останати предмети на СЈО, во кој засега релативно мирно пловат речиси сите обвинети. Ако може да се влечат паралели, Иво Санадер чекаше цели 10 години на првата правосилна пресуда откако си поднесе оставка од премиерската функција во Хрватска. За неколку предмети судењата против Санадер се уште се во тек. Хрватска е последната држава која во 2013 година стана членка на Европската унија. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули со изјавата што ја повтори денеска дека квалитетот на воздухот во Скопје оваа зима е подобар од претходно и дека тоа е резултат на владините мерки, го навлече гневот на дел од граѓанските активисти. Тие велат дека не треба да се злоупотребува нешто што можеби е последица на подобри временски услови и не е доволно втемелено на факти. Ова јавна полемика беше повод да ги систематизираме и анализираме податоците за присуството на PM10 честички регистрирани од 2 мерни станици во главниот град во последните 8 години и да ги вкрстиме со временските прилики во тој период. Еве до какви сознанија дојде Антонио Крстевски. Поминаа 3 недели откако вториот човек во Министерството за животна средина јавно соопшти дека квалитетот на воздухот во Скопје се подобрува. Факт е дека оваа година имаме значително намалување на бројот на денови со надминати среднодневни концентрации на PM10 частичките. Макрадули го темелеше својот став на податоците од мерните станици, од кој пак невладиниот сектор извлече сосема друг заклучок. Значи податоците беа тотално невистинити. Беа прво пријавени како да се за 6 месеци, за зимските месеци, потоа излезе дека и тоа било грешка, меѓутоа не го демантира. 360 степени провери, дали дишеме подобар, полош или из воздух, споредено со минатите години. Типичен зимски ден во Скопје. Температура околу нулата, без врнежи и ветар и со намалена видливост. Од редовите градот изгледа зачаден, на улиците така и мириса. Како воздух дишеме, меѓу метежот од возила, луѓе и градби мерат неколку инструменти. Ректорат и името на мерната станица на крстосницата кај комплексот судови. 360 степени ги анализираше податоците за PM10 честичките во последните 8 години, од 2012 наваму и пресмета во колку од тие 2920 дена Скопјани дишеле загаден воздух.
Податоците од мерната станица Ректорат покажуваат дека во 2012 година дури 191 ден на таа локација се дишал нечист воздух, што на екранот е означено со црвена боја. Може би било и полошо, бидејќи како што покажува сината боја, 45 дена таа година мерната станица не работела. Квалитетот на воздухот на локацијата се подобрил во следните 3 години, но по почетокот на изградбата на новите факултети во непосредна близина, ако може да се направи таква поврзаност, тој стигнал до рекордни 221 ден со загаден воздух во 2018 година. Во 2019, кога граделиштето главно мируваше, значително е намален и бројот на денови во кои е надмината горната дозволена граница за PM10 честички. Сличен е и трендот ако се анализира просечната дневна концентрација на годишно ниво. 2012 повторно е втора најзагадена година во истражуваниот период. Воздухот потоа значително се подобрил во 2015, но неговиот квалитет се влошил во следните 2 години. Во 2019 повторно има позитивен тренд. Мерната станица која граѓаните на апликацијата Мој воздух или на интернет ја гледаат како центар се наоѓа близу зградата на Нова Македонија. И за таа локација направивме пресметка како воздух се дишал во последните 8 години. За разлика од станицата Ректорат, во центар квалитетот на воздухот се подобрува од година во година. Најлоша за дишење била 2012 со 211 загадени денови над дозволеното, кога патем имало и најмногу денови кога станицата не работела. Минатата 2019 година за прв пат се регистрирани помалку од 100 дена со недозволено ниво на PM10. Речи се идентичен и трендот на просечни дневни концентрации на PM10 честички на годишно ниво. Во 2012 таа изнесувала 85 микрограми, додека во 2019 паднала за речиси половина, на 46 микрограми. Фактите можеби на вистина покажуваат подобрување на квалитетот на воздухот кај мерните станици кои ги анализиравме. Меѓутоа, клучното прашање кое се поставува е зошто. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули на пресконференцијата во владата изјави дека подобрувањето на воздухот се должи на владините политики и стратегии. За ова истражување не добивме можност да поставиме повеќе прашања за таквиот заклучок, ниту до него, ниту до министерот Насер Нуредини. Невладиниот сектор пак не отстапува од ставот дека податоците немаат врска со владините политики, туку дека се погодило времето. Тука негде исто во тие денови кога немаме ветер, загадувањето исто дури негде и се зголемува. Се проблемот беше и тоа што долг период некои мерни станици не работа. Така да овој пропуст, овие дупки во податоци многу ќе влијат во понатамошни изработки на стратегии. Георгиевска додава и дека не може да се тврди дека воздухот е почист, кога се мерат само мал број показатели. Друг проблем е што не мериме ние се. Ние мериме тие PM10, PM2.5 само на неколку мерни станици, меѓутоа не се мерат тешки метали, кадмиум, молово, жива, исто така не се мерат фурани, диоксини, сите тие отровни субстанции исто така влијат да покажат од каде доаѓа загадувањето. Но, од управата за хидрометеоролошки работи вела дека не само што немало повеќе ветровити денови последниве години, што би довело до расчистување на загадувањето, туку напротив, дека ги има се помалку. Нивното научно објаснување за позитивниот тренд во квалитетот на воздухот е намалувањето на бројот на магливи и денови со сумаглица. Смогот настанува кога маглата, односно сумаглицата, се комбинираат со индустриските честички, а за тоа најчесто е одговорна антициклонална ситуација, односно доаѓа до формирање на поле на висок воздушен притисок и испуштање на воздухот. Овој повишен воздушен притисок условува целото аерозагадување кое што постои, а не е врзано со постоечките извори на грејење, како што се топланите или индивидуалните ложишта, да биде притиснато кон тлото. Според Светската здравствена организација, 9 од 10 луѓе во светот дишат загаден воздух. На годишно ниво, аерозагадувањето е причина за 7 милиони прерани смртни случаи во светски рамки, додека во земјава проценките се движат меѓу 1500 и 2000 случаи.
Маđirmalci го кренаа гласот против предлог деталниот урбанистички план најмногу затоа што предвидува изградба на хотели во една од најстарите и најавтентични населби во Скопје. Проблем се и огромните висини на предвидените градби. Ако се бараат причините, ќе се види дека хотелите се вцртани зашто генералниот урбанистички план кој е на сила предвидува објекти за деловна намена во таа четврт, а висините не може да се намалат зашто правилник што го носи Министерството за транспорт и врски го штити така нареченото стекнато право. Ова е проблем со кој генерално се соочила ревизијата на ДУП-овите во општина Центар, а Центар може да е пример за целата држава. Славица Филиповска беше на терен и ги отвори проблематичните прашања со повиканите. Не можете Маđurmalo, кој исклучиво намена за домување, да го правите Лас Вегас. Вие го правите. Сите ќе одговарат. Еден, секој што ова го предложи, ќе одговара кривично. Тука од овдека има семејства, 5, 6, колку се. Сите тие хотелот, како ќе ги обешети што? Вака реагираа жителите од Маđurmalo на јавна расправа во општина Центар, откако разбраа дека во двата нови предлог урбанистички плана, Маđurmalo 1 и 2, се вцртани десетици хотели. Станува збор за првата урбана населба во Скопје, препознатлива по автентичните ниски градби и тесни улички. Оние што беа најгласни на јавната расправа не сакаа дополнително да коментираат, а останатите староседелци се свесни дека со новите планови целосно ќе се промени ликот на малото. Една тишина, еден мир, Центар, а мир. Пензионерот Велко Петрушев вели дека речиси сите жители се противат на изградбата на хотели, но никому не му пречи ако на местото на отстапените бараки никнат згради. За тука што е предвидено? Баш кај ваша Стамбена зграда е. Стамбена зграда е, маркица е таква. Овојда, овдека и натака е. Вие сте за стамбена зграда да биде? Ја не сум, додека сум жив, ја не сум. Зошто? Нека се уредува сукцесивно со таа стамбена изградба. Децата мои сигурно ќе се кандисаат да срушат и да добијат станови, сигурно. Ја за сега не се согласувам. Против хотели, а за згради се и останатите жители што ги затекнавме низ малото во работен ден. Огромни згради ќе прават, ние сакаме до 4-5 ката тука како што си почнава, да си бидат истите згради така. Парковите има купи да се стават за залечиш канализација, водовод е нешто прават. Колку прават не. Маđurmalo и останатите населби во општина Центар добија мораториум за градби за да се ревидираат плановите. Ревизијата покажа дека доколку се спровел предвидениот план, во оваа населба поради изградба на висококатници маđurmalци не би имале ни минута сончева светлина во зима. Но и покрај корекцијата на плановите, жителите повторно нема да добијат хумано живење, а истата судбина ги чека и останатите градски четврти. Еве зошто. Професорката по урбанизам Дивна Пенчич, која работеше на ревизија на деталните урбанистички планови, вели дека рацете им се врзани поради конкретни пречки. Првата е генералниот урбанистички план, кој е обврзувачки за деталните урбанистички планови, а предвидува градби за деловна намена во огромен дел од населбата. Затоа се вцртани хотели. ГУП-от налага изградба на булевар, за кој стручната јавност не гледа ни оправдување, ни простор. Замислете што ќе се случи сега, кога тука имаме барем уште 30% повеќе население, а не е пресметано во пресметките за струја, вода, отпад, одведување. Меѓутоа, притисоците од сите страни се големи, сите сакаат корист да имаат со овој сега нов закон. Наместо да се исчистат проблемите, сега се натрупаат дополнителни проблеми. Тоа значи дека џабе беше и ревизијата. Не би рекла дека е џабе, него дека се отворија сега прашањата какво планирање треба воина да се форсира. Друг проблем е правилникот за стандардите и нормативите, подзаконски акт кој го носи Министерството за транспорт и врски. Овој документ го уважува така нареченото стекнато право, односно еднаш предвидени висини, како на пример за висококатници во Маđurmalo, иако се нереализирани, да не можат да се намалат. Правилникот е алфа и омега за планерите, вели Пенчич. Во правилникот има упади со членови кои ни ги врзуваат рацете и нели на сите други. Не е ова сега случајно вака што се случува по градот. Една од најпроблематичните е неможење да се намали висината. И сега другите може, и тоа сме го
тоа пробавме да го направиме колку може, да не се прекршува оној услов да не му се смета на соседот, да е прописно оддалечувањето еден од друг објект. Не успеавме да ги обезбедиме доволно коридорите за безбедност. Улиците се уште остануваат прилично тесни, иако и тука е успеано нешто да се поправи. Она што успеавме дополнително е да препознаеме колку има земјиште на Република Македонија, па барем мали парчиња да останат за зеленила, за игралишта, за контейнери каде да се постават, затоа што тоа е оно што го прави квалитетот на живот. Професорката низ макети објаснува што ги чека и останатите населби, како на пример соседната, Крњево. Ова е сега планот што е ставен под мораториум. Допрва овој план ќе се работи, ама еве ги условите поред другиот план. Она што ние пробуваме сега да направиме, да расчистиме коридори, да овде може да пројде ургентно возило, па и нормално да се влегува, да не се овие вака затворени, темни, мрачни, под сенка, и сега има сонцево покажува колку кокави сенки. Значи овие пола од годината становите ќе бидат во сенка. Ова е со сите дупови кои што се? Ова е да, вака изгледаат скоро сите дупови што ги ревидиравме. Но нема да можете висината да ја намалувате. Но висината нема да може. Секој што направил ваков прекршок требал да изгуби барем лиценца и овластување како лице што планира и фирма која тоа го подпишала како правно лице. Забелешките наведени во анкетните листови на жителите кои не се согласуваат со она што го предвидува ДУП-от за Маџирмало поради генералниот урбанистички план ќе завршат во град Скопје. Пред да стигне на гласање во општината, ДУП-от поминува на одобрување низ синџир од институции. Освен од град Скопје, потребна е согласност од Министерството за транспорт и врски, како и безбедносни анализи дека подрачјето може да ја издржи бетонизацијата. Ние како Совет, додека да дојде планот кај нас, верувам дека многу институции ќе ги видат проблематичните ситуации што се таму. А она што нам како Совет ни останува сега е да реагираме, да ги слушаме барањата на граѓаните и понатаму преку службите секако тука да ги испратиме пораките до сите институции во ланецот на одлучување за да и тие го направат притисокот. Но Белчева посочува дека и без прибавени анализи, деталните урбанистички планови ги поминуваат административните филтри. ДУП-от за Тасино Чешмиче помина со мнозинство гласови. Јас лично не гласав за тој план, заради тоа што мислам дека тоа планско решение овозможуваше зголемување на висините на објектите, за кои ние не добивме позитивно мислење од стручни институции кои се занимаваат со испитувања и на теренот и на почвата. Зошто вашите колеги гласат? Па сите институции дале позитивно мислење, што за мене сепак не беше доволен аргумент да кажам дека и мојот глас ќе го дадам и моето издвоено мислење си стои во документацијата за планот денеска, бидејќи се плашам дека додавањето на дополнителни катеви можеби утре нема да направи проблем, но во ситуација на опасност како земјотрес, било каква друга природна непогода, ерозија или свлечиште, може да се случи таму да има многу поголема опасност за граѓаните. Опозицијската ВМРО-ДПМН и во Општинскиот совет на Центар не негира дека е крајно пасивна дури и за вакви прашања. Советниците од владеачкиот СДСМ пак велат дека се водели исклучиво според акти. Ќе го гласате планот? Па ние ќе го гласаме доколку ги задоволат сега преку анкетите, доколку се задоволат параметрите што се зададени со генералниот. Тоа ни е поентата. Ако ние тоа усогласување не го видиме на дело, тоа безпредметно е 2 години што е стопирано работењето, да речеме, со деталните урбанистички планови. ДУП-от е проблематичен, а и веќе се прави нов. Бе разбирам. Меѓутоа ние зборуваме за актуелниот ГУП. Лош или добар, како што викаат закон, или е добар или е лош, вие мора да го спроведувате. Не можете варијации на тема закон. Но законот е жива материја, може да се... Јасно, меѓутоа додека не се промени, важи. Актуелниот генерален урбанистички план за Скопје е усвоен во 2012 година и важи за уште 2 години. Во меѓувреме, градоначалникот Петре Шилегов вели дека се работи на нов, кој ќе ги ограничи можностите за пропусти при носењето на деталните планови.
на уште повисоко ниво во собраниска процедура и нов закон за просторно и урбанистичко планирање, за кој министерот Горан Сугаревски се надева дека ќе се изгласа пред да се распушти парламентот. Доколку не се донесе, можно да го смените правилникот? Ги разгледуваме и тие опции, меѓутоа за нас е многу исклучително важно да биде донесен овој закон. Во собраниска процедура е и закон за легализација, кој ќе озакони се што е изградено на диво, освен згради. И ова за стручната јавност е проблем, оти еднаш легализирани објекти подоцна прераснуваат во згради. Сугаревски е убеден дека се внимава на јавниот интерес, но се балансира и со потребата од развој. Ни за овој период од 2 години од кога сум министер, нити и во натамошниот период дури сум на ова столче, нема да дозволам такво дивење да се случи, се со цел се разбира да го заштитиме интересот на граѓаните. Се случува, еве, низ примерот на општина Центар гледаме дека се случува. Тие стекнати права се буквално дивење. Значи јас затоа кажав и ова го зборувам цела година, тоа е носењето на законот за урбанистичко планирање. Сепак ние сме орган кој што предлагаме заедно со владата, од друга страна е парламентот кој што ги носи законите, значи не ги носиме ние. А додека тече процедурата за нов закон, се размислува за нов правилник, а во сила е мораториум, инвеститорите сепак наоѓаат начин за реализација на идеите. Таков пример е повторно Маџирмало, каде пред да стапи на сила мораториумот, заинтересираните ја започнале административната процедура, па во време на забрана за градби општината издала 13 одобренија. Од друга страна, жителите на Маџирмало поднели 300 барања за легализација на дивоградби. По фаталниот земјотрес во Албанија, во кој загинаа 51 лице, тамошните власти тргнаа во апсење градоначалници, локални службеници, инженери и инвеститори поради непочитување на правилата за градба. Кај нас, стручните лица ги предупредуваат планерите и сите одговорни во синџирот на одлучување, или да ги приспособат прописите, или да не ги читаат буквално. Дали во правилник за операција на, не знам, слепо црево, пишува прво препознай го слепото црево, изми ги рацете, земи го скалпелот. Нашите колеги очекуваат дека правилниците треба да им пропишат се, иначе не важи ништо од нивното знаење. Тоа што учеле на факултет не е важно. Струката што се има знаење не е важно. Така да се додека така размислуваме и не си ги предземаме, не ја предземаме одговорноста како стручни лица, тогаш вака и понатака ќе биде. А ако во центарот на Скопје вака, како ли е во внатрешноста на државава? Постоењето на така наречените фантоми, луѓе без државјанство и без други документи што ги спречува да ги остварат основните граѓански права, не е нов феномен. Нов е обидот на државата конечно да ги препознае и да им овозможи и образование, социјална и здравствена заштита и се друго што произлегува од граѓанските права. Петар Клинчарски. Семани Байрам Шедама вика, најна нема ни се лила, ни се колана нема. Сока кера бизу лила, паудина меч хавинки болница нашти. Котар калава дала лила. Месимо синати Селмани, и сима мал дешуштар берш, алашти калава документија. Невидливи, а сепак се тука. Постојат во општеството, но не и пред државата. Според различни проценки, во земјата има и до 1000 лица без никаков документ. Владата идентификувала 700 лица без државјанство и преку нов закон прави повторен обид државата да ги препознае како личности. Сега ќе се стекнат тие лица од тој регистар со посебен статус и ќе може да ги остварат граѓанските права во нашата држава. Дали новиот обид целосно ќе го реши проблемот на бездржавјанството или на повидок е ново делумно решение? Сиромаштијата не секогаш влија и на состојбата на духот. Барем не во единствената ромска населба во државата, Шуто Оризари. Тука, на улиците, сите се заедно, и во радоста, и во маката. Но по дома, секој е сам со своите грижи. Како да се преживее денот, особено ако си невидлив за државата. Визорика штарта, изот нај, кишке нај, джанич хавеки, кишко, гоа бизо школа нашти, родина лила мандар, ни вакцина најли, ништо. Држава нади чолама, па нади чолама слободно.
На нилам ни Сустојано, ни Канчи нилам. Бајрам Селмани правно не постои, бидејќи нема извод од матичната книга на родените, па не може да дојде и до лична карта, здравствено осигурување или социјална помош. Тоа е наследство што го добиле и нејзините 4 деца. Сиум си неки болница, ама на преминдем. Родена документија, кака е држава, ме на постојнаја. Членовите на семејството Селмани се само дел од стотиците граѓани кои за Северна Македонија како држава не постојат. Заедничко за сите од првата генерација лица без државјанство е што се родиле во домашни услови пред распадот на Југославија, при што не биле навреме регистрирани во матичната книга на родени. Се додека тие не го регистрираат своето раѓање, не можат да ги запишат ниту своите деца. За нив, Управата за водење матични книги бара нотарски изјави, дадени од двајца сведоци. Ако се постари децата, потврда или свидетелство дека посетувале училиште. Дополнително, го задолжува МВР да изврши проверка на терен, дали родителите живеат на адресата каде се родило детето и негова ДНК анализа како потврда за нивното биолошко потомство. Невладината организација Амбрела постојано е на терен во обид да најде што повеќе лица без државјанство и да им пружи помош. Проблемите, вели Љатифа Шиковска, почнуваат штом се појават на улица. Се движат и бараат работа, некои од нив се собирачи на отпад и имаат проблем со полицајциве кога ги затекнуваат на улица, бараат да се идентификуваат кои се. Тогаш следува казни, одредени проблеми кои што тие не можат да го докажат бидејќи се лица без лична документација. Шиковска обвинува дека удел во проблемот има и Управата за водење на матични книги. Законски, институцијата е должна да одлучи по секое барање во рок од 30 дена, но Амбрела регистрира случаи каде администрацијата молчи со години. Ние имаме случај каде што момче во моментот е во затвор, на одлежување на затворска казна. Мислам дека 11 години е осуден, а тоа е лице без идентитет. И сега, например, јас себе си го поставувам прашањето, кого осудил судот? Кој е тоа лице? Без разлика, иако скривил кривично дело, во ред треба да се почитуваат законите. Меѓутоа, тоа момче е осудено на толку години, а нема ни прв извод на родени, нема ни лична карта. Неговите родители се уште не може да го посетат во затвор, значи 3 години не го виделе, затоа што тамо во затвор им викаат дека на пријавница им викаат од кај знаеме дека сте вие неговите родители. Според проценките на невладините организации и државните институции, бројката на лица без државјанство варира од 400 до 1000. Во моментот, во Управата за водење на матични книги, во фаза на решавање се 40 на предмети. Се уште постојат населени места низ Македонија, села во Струмицишко и така натака, каде што живеат затворени групи на луѓе, кои што едноставно не сакаат да соработуваат и така да верувам дека сигурно има уште некои до 200 до 300 луѓе кои што би требало да им се пополни прашалник и да влезат во таа некоја си база на податоци. Но во самата акција беа, значи, како бројка заклучно, беа формирани 650 прашалника. Последните здружени напори на управата, Министерството за труд и социјала и невладиниот сектор завршија со мапирање на околу 700 лица без државјанство. Следниот чекор е да влезат во посебен регистар на родени. Тоа е место каде што се евидентирани сите лоцирани лица на терен до денеска. Преку тој регистар, кој што е во Управата за матична евиденција, со овој закон за евидентирање на лицата кои што не се евидентирани во матичната книга или порано нарекувани фантоми во нашата држава, сега ќе се стекнат тие лица од тој регистар со посебен статус и ќе може да ги остварат граѓанските права во нашата држава, откако овој закон кој што го споменав сега ќе помине во собранието. Ваквото решение е дел од предлог законот за неевидентирани лица во матичната книга на родените, кој е на прво читање во собранието. Решението предвидува лицата без државјанство да добијат привремен извод од матичната книга на родени, на кој ќе стои нивна лична фотографија. Со таквиот извод, тие ќе добиваат и идентификацијски наместо матичен број. Бидејќи немаат живеалиште,
Како адреса на овие лица ќе биде впишано седиштето на Центарот за социјална работа во општината каде се сместени. Овие документи ќе бидат основа за добивање на привремена идентификацијска исправа со важност од 5 години. А со идентификацијската исправа, родителите потоа ќе можат да ги пријават и нивните деца во управата за водење на матични книги. Но според Македонското здружение за млади правници, ваквото решение повторно е само привремено. За реално вклучување на лицата без државјанство во системот, повикуваат на целосна правна интеграција. Според нас постојат две опции. Едната опција е да биде променет законот за матичната евиденција и секако да се почитуваат роковите за дополнителен упис, бидејќи овие лица нели секогаш во главно се упишуваат со дополнителен упис, кој што е 30, односно 60 дена, а меѓутоа и постои второ решение кое што е значи не е нешто што ние би го измислиле, туку е веќе нешто што постои во Србија и може да се преземе, а тоа е посебен дополнителен упис на лицата кои што се родени дома пред се, кој што би се правело во вонпарнична судска постапка, а апропо на тоа ќе треба и да се промени законот за вонпарничната постапка. Министерката за труд и социјална политика Царовска мисли поинаку, дека станува збор за трајно решение за кој добиле согласности од невладиниот сектор. Тие секако бара целосно да биде решението и велица да се стекнат со државјанство, што значи комплетно решавање на проблемот. Заеднички учествуваа во групата, ги видоа сите дискусии, сите дилеми и на крајот се согласивме дека е подобро да оваа година го пуштиме овој закон, да нашите сограѓани кои што денеска немаат никаков пристап до ниту една институција, ниту до болница, ниту до училиште, ниту до центар за социјална работа, да им ги оствариме овие права. Колку значи добивањето на извод од матичната книга на родените, покажуваат семејствата кои со досегашните механизми успеале да бидат препознаени за живи од државата. На Бајрама Шаеса ти требале цели 11 години и многу помош од невладиниот сектор, за да добие извод за нејзините две деца Ервин и Фатмана. За прв пат, од септември минатата година тие тргнале во училиште. Друго е кога имаш документ. Барат и у школу, јас сакам да ги примам у школу. Ама ми бараше документ од децата, јас што да му дам кога немам документи? Сега има документи, има здравство, има сега подобро е кога имаш документ. Споредено со регионот, Северна Македонија има најмал број на лица без државјанство. Во Словенија бројката изнесува 2500, во Србија 6000, а најмногу се регистрирани во Албанија, односно 7500 лица. Агенцијата за бегалци на Обединетите нации проценува дека во светот има над 10 милиони лица без државјанство, а дека 600.000 од нив живеат во Европа. Овде не е крајот, по уште една пауза е саботажата. Митингашот, кој наместо да ја проповеда светата книга, глаголеше за партијата и го славеше незиното водство. Владиката, кому дури ниту мантијата не му пречеше да тера политички битки. Оној, чија уста беше закрпена кога требаше да проговори за злоделата кои не доведоа до ова дереđe. Наместо да се осмели еднаш да повика на смирение. Пак, на истиот, приземен начин со покажување на прстот кон лица кои онака се обележани, од под камилавката, го покажува истиот образ. Без веронаука ќе ни се случуваат многу катици јаневи, ќе ни се случуваат и боки, ќе ни се случуваат еден куп работи, со веронауката тоа сето ќе исчезне. Како ли да се има верба дека ваквата интервенција во образовните курикулуми ќе придонесе за духовна преродба, ако истиот тој акцентира култура која негува материјални вредности. Во неа се запоставува скромноста на таткото на црквата чие име, за да печалот го злоупотребуваат неговите следбеници по храмовите, кои себе си се споредуваат со фарисеи и цариници. Обично млади луѓе кои имаат по 20 на години, 25 така натаму, сега не можам да говорам за имотната состојба на нивните родители така натаму, возат далеку
по-луксузни возила, од што ги возат свештените лица или што ги возат епархиите што ги имаат. Сепак елементарно знаење, но не на веронаука, туку општо, е неопходно, барем кај оние кои сервисираат кадар, кој треба да представува интелектуална сила за земјата. Уште повеќе, ако тие се веќе етаблирани во високите кругови на политиката и се подготвуваат да заземат челни функции во општеството. И грчката и македонската страна можат во секој момент да го раскинат. Добро. Проблемот е што таму има трет подпис. А тоа е? Тоа е меѓународната заедница. Која е од Европската комисија. Европската комисија се подпише. И тука е проблемот. Проблемот на знаењето е во тоа што третиот подпис е на Обединетите нации, а најголемиот е тоа што со него постојано се манипулира. Па шефот, во зависност дали му требаат патриотски гласови, би го менувал, а баш професорката, која преку него стана партиски профил, го проблематизира. А проблем може да прави и доскорешниот втор човек. Оти беше за, баш тие му го одземаа гласот, ама тој изгледа повторно му се враќа, па дури добива и лидерски призвук. Ама вака да се на гласот да се растират или? А? Некој да се слушам сам себе уште малку како грло за. Ја може да бидам водител, што ти е темно. Оние пак кои веројатно со ништо не би биле таму кај што се, ако не им се верни на своите водители. Својот раскошен капацитет го покажуваат кога ќе се соочат со ситуација кога треба да ги објаснат пренесените овластувања, за кои очигледно располагаат со лимитирани ресурси, штом гломазноста ја третираат како шармантна, а не како грда појава. Забелешките се дека државната администрација е превработена и гламурозна. Сето ова ќе биде на товар на граѓаните, но и на сметка на квалитетни кадри кои ќе останат запоставени и тргнати настрана. И на крајот, кога запоставените ќе го покажат сиот квалитет со кој располагаат. Млекото е 17 динари. Најскапо. А Зајко викаше да ќе биде 25 динари од нова година. И тоа. Со вакви изблици на љубов, повеќе од јасно е дека потреба од веронаука не постои. Оти најпрво, а и најтешко, се стекнува, се учи и се пренесува домашното образование и воспитување. Толку за вечерва во ова издание на 360 степени. Знаете, има секој понеделник од 22 и секој петок од 22 часот, така ќе продолжиме и во ова 2020 година. Пријатно до следното издание в петок.